Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Стопанствениците со нов пакет мерки за подобро функционирање на бизнисот и подобрување на бизнис климата. Работодавачите бараат и брзо разрешување на кризата. Што може да се очекува доколку кризата за скоро не заврши, ќе разговараме со мојот гостин Ангел Димитров, председател на Организацијата на работодавачи. Добар ден, господине Димитров, ви благодарам што издвоите време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден, чест ми е што денеска можам да ги споделам мислењата во врска со економската состојба и со вашите гледачи и слушатели. Ви благодарам. Подготвивте пакет од 5 мерки. Што конкретно предлагате за подобрување на бизнис климата? Подготвивме пакет не од 5 мерки, од некаде 70 мерки, кои се поделени во 5 важни области што ние ги идентификувавме уште на почетокот на проектот. Значи проектот почна некаде од 2013 година. Тоа се 5 области се овозможувачка регулатива, значи правна регулатива во државата која ќе овозможи бизнисот да несметано да се развива. Потоа е владење на правото, нелојалната конкуренција, значи борбата со нелојална конкуренција, развој на предприемачката култура и пристап до финансите. Тоа се значи 5 области кои содржат сите повеќе од 10 предлог мерки во секој од тие клучни области за нас. Што е најважно за нормално функционирање на бизнисот? Секако сите овие владење на правото, пристап до финансии, меѓутоа што е она што најмногу му треба на бизнисот? Па ево во овој случај јас би рекол нешто што преовладува секаде, а тоа е дека стопанствениците бараат сигурна бизнис средина. Значи бараат таква регулатива која нема преку ноќ да се менува. Значи законите не мора толку брзо да се донасаат и особено не по скратена постапка, туку секој закон да се менува врз база на една сеопфатна дискусија со сите заинтересирани страни. Тука се коморите, тука е Организацијата на работодавачи на Македонија, тука е синдикатот како наш социјален партнер. Само така можеме да донесеме закони кои ќе одговарат на сите нас. Пакетот мерки е дел од проектот Унапредување на социјалниот диалог, финансиран од Европската унија. Во рамките на овој проект има иницијатива за зголемување на минималната плата. Колку би можела да се зголеми? Јас вчера присуствував на една конференција во Организација на Меѓународната организација за трудот и направивме една анализа на досегашното функционирање на законот за минимална плата. И со задоволство на сите констатиравме дека законот даде позитивни резултати. Тоа значи предизвика пораст на платите, заштита на најниско платените работници и намалување на сиромаштијата. Значи ако ги гледате бројките, ќе видите, како што се вика и вашата емисија, дека од донесување на законот за минимална плата, како се качуваше минималната плата, така паѓа и стапките на сиромаштијата во Македонија. Се разбира дека тоа не е механичка работа, значи платата треба да се заработи, таа треба да одговара на продуктивноста на трудот, но најважно кога се зборуваме за минимална плата е дека таа секогаш треба многу внимателно да се процени. Сите три заинтересирани страни, значи владата, синдикатите и работодавачите, треба да ги изнесат своите аргументи и само на база на добра аргументација на сама проценка треба да се утврди висината. Затоа што таа висина ако се утврди ненормално високо, може да предизвика многу негативни реперкусии како напуштање на работници, намалување на бизнисот и така натаму. Ние мислиме дека во овој случај Македонија некаде 2017 година може да иде со одредена мала стапка на пораст на минималната плата, но од друга страна пак треба да се задржи она приспособување период на трите најслабо платени гранки. Тоа е гранка 13, 14, 15, текстил, производство на облека и кожа. Со тоа, како и до сега, бидејќи тоа се покаже дека новите гранки овозможуваше за период од 2-3 години полека и да ги достигнат нивоата што ги има и другото стопанство. Каква е во моментов состојбата? Споменавте дека во овие сектори работниците земаа најниски плати. Па состојбата драстично се менува. Затоа што ако ги споредите бројките порастот на просечната плата по гранки, ќе видите дека овие дејности последните години има најголем пораст. И тоа е, да бидеме искрени, не само ради законските обврски по минималната плата, туку тоа е резултат на состојбата во пазарот на труд. Значи веќе сите овие области се судруваат со недостиг на работници. Значи единствен начин да се привлечат работниците, новите работници и да се задржат старите работници е да се покачи платата на работникот. Долгата неизвестност и трајање на политичката криза ги стопираше инвестициите. Што е она што му е потребно на бизнисот?
Точно е, во услови на политичка нестабилност, први што страда се инвестициите, без разлика дали се домашни или странски инвестиции. Останатиот бизнис кој работи, знаете, не може тој во наеднаш заради кризата да застане. Значи, животот мора да тече понатаму, без разлика и во ваква ситуација. Синоќ слушам на телевизија, Ахмети рекол дека ова може да трае и 4 години. Тоа е катастрофа за нас, се разбира, затоа што Македонија не е држава кај што има јака професионална администрација, која ќе може да ги тера работите и без влада. Ние не сме така направени, затоа ни треба професионална администрација која нема да биде политички ангажирана, значи државните службеници уште при старт, при вработувањето ќе потпишат изјава дека нема да се партиски ангажират, само тогаш можеме овие реперкусии од политичка нестабилност да ги намалиме. Ама целосно секако не може да се отклонат. Значи ни треба стабилизирање на состојбите за да може бизнисот на подолг рок да чувствува некоја сигурност, за да можат бизнисмени да земаат кредити, да се задолжуваат, вложуваат во развој и така натаму. Значи политичката стабилност е неопходна за бизнисот. Каква е во моментов состојбата? Дали инвеститорите ги стопираат инвестициите, фирмите чекаат брзо разрешница на кризата, не вложуваат, не вработуваат нови кадри? Па тоа е очигледно, знаете, не само странските инвеститори кои доаѓаат овде и гледаат состојбата во Македонија покрај другите податоци, бизнес климата, ги гледаат, да речеме, и политичката сигурност, но и домашните инвеститори исто така многу потешко се одлучуваат за ширење на капацитетите, за преземање на ризици за нови производи, пласма на нови пазари и така натаму и така натаму. Дури на крајот би кажал дека општо земено сите се воздржуваат од потрошувачка, чак и граѓаните. И граѓаните во ваква политичка нестабилност на еден начин полесно, потешко се одлучуваат да земат кредит за автомобил или за стан. Викаат, ајде да видиме што ќе се случи понатаму, ајде малку да се смириме, да почекаме, што влие на потрошувачката и автоматски и на растот на економијата. Значи GDP во секоја држава дел од растот на GDP од потрошувачката на граѓаните. Негативните ефекти од политичката криза веќе се чувствуваат. Почетокот на годината индустријското производство падна за 2,6%. Еве завршува првиот квартал од годината. Што може да се очекува? Па јас не верувам дека вакви негативни стапки ќе се и понатаму ќе продолжат во оваа година, без разлика на политичката криза. Овој пад на индустријското производство не е резултат само на политичката нестабилност, и таа има сигурно свое влијание, но е резултат и на разни сезонски движења и состојбите на нашите најголеми трговски партнери. Значи, наш најголем трговски партнер е Германија. И се разбира другите земји од Европската унија, но на прво место Германија. Значи, како таму се одвива економијата, растот таму веднаш предизвикува раст и кај нас. Се разбира, не со исти стапки, но многу е значаен за растот на нашата економија. Така да, тоа е резултат на повеќе фактори, а сигурно дека и политичката нестабилност има свое влијание. Очекувате растот оваа година 2017 да биде над 3%? Јас секогаш кога зборуваме за раст со ваши колеги кажувам дека Македонија не треба да се задоволува со стапки од раст 2, 3, 4%. Затоа што ние имаме многу ниска основица. Значи друго е да имаме ние 15-16 илјади долари по жител GDP, па да зборуваме за 1-2%. Но ако имаме 4,5-5-6 илјади долари, значи ни треба многу години повисок раст од развиените економии за да ги стигнеме. Значи, пак ќе го спомнам бројките, како што вашата емисија. Ако направите интерполација, да речеме, на една држава која има 4,5 долари GDP по жител и некоја што има 16,000 долари. Вие треба да растете 2 пати побрзо од другата економија и ви треба 80 години да ја постигнете. Значи, треба многу период да ги стигнеме. Македонија и треба стапки на раст 6, 7, 8%. И се остварливи. Ние ги имаме 2006-2007 многу високи стапки на раст, кои беа резултати на малку поголемото, похраброто трошење од страна на владата во новите инвестиции во инфраструктура, но исто така беа заснивани на поголем раст на целата купната економија во Европската унија. Значи ние можеме да постигнеме повисоки стапки од 6-7%, но најпрво треба да ја стабилизираме политичката состојба и да помагаме на бизнисите колку што можеме. Очекувате брза разрешница на кризата? Тоа никој не може да каже. Може да кажеме желби дека би сакале тоа побрзо да се реши, но знаете, мене ме нервира во Македонија што немаме доволно меѓусебно почитување. Значи, јас секогаш кога зборувам за социјален диалог, тоа го кажувам, но тоа значи и за политичкиот диалог е исто. Треба меѓусебно почитување на супарникот, да се земат во предвид и неговите интереси, да седнат на заедничка маса и најголемите противници треба да седнат и да разговараат. Само така може да се решат проблемите. Господине Димитров, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, да ги слушнеме рекламите, па ќе продолжиме со разговорот.
Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки Ангел Димитров, председател на Организацијата на работодавачи. Господине Димитров, неодамна побаравте измени во Законот за нотаријат, кој предвидува за секој правен акт да се ангажира адвокат. Тоа практично би значило дека сите правници ангажирани во фирмите сега ќе мора за истата работа фирмите да плаќаат и адвокат. Докаде се овие измени? Што ви одговорија? Има ли простор да се вметнат измените кои што вие ги побаравте? Овие измени се као резултат на иницијатива на наши членки, значи наши компании кои имаат врвни правници кај нив, кои имаат цели правни сектори, кои навистина со право реагираа дека не може правник со дипломиран правник со положен правосуден испит во компанија, таму имаме дури доктори на науки, правници, да мора за еден обичен договор за купопродажба или за пренос на некоја собственост или за еден најобичен предлог за извршување, што може да го направи еден обичен книговодител, да мора да ангажира адвокат. На тој начин се удира и по нивната професија, као да тие не се доволно стручни, се алудира на тоа. Така да, затоа направивме една комисија од наши сакнати правници, подготвивме изменат предлог тест на двата закони, но поучени од поранешното искуство, сакаме тоа да не биде само иницијатива на Организацијата на работодавачи на Македонија. Идната недела имаме уште една средба овде во хотел Солун, ги публикуваме сите стопански комори, значи Сојузна стопански комори, Стопанска комора на Македонија, Комората на Северозападна Македонија, они се јавуваат некои други, да речеме, американско-македонската инчем комората, кои имаат интерес, кои имаат членки кои исто така реагираат. Значи, со првата можност која ќе ни се пружи во функционирањето на новата влада, на економско-социјалниот совет, ние ќе истакнеме такво барање и мислиме дека имаме право. Дури тоа барање покренуваме со една одлука на Уставниот суд на Република Македонија, каде што се укинува одредба од статутот, мислам, кај адвокатската комора, дека не може правна помош да даде друг освен адвокат, што е спротивно на Уставот. Меѓутоа, законот е веќе стапен на сила. Дали ова може да доведе до отпуштање на правниците од работа? Ја мислам дека се уште не, затоа што нашите компании очекуваат што ќе се случи. Ние ги информираме до каде сме. Значи, ви кажав, двата предлога се веќе изготвени, сакаме да ги консултираме и нашите партнери во овој случај, стопанските комори, и заеднички, со заедничка иницијатива да излеземе пред владата, при Министерството за правда за измена на овие два закони и се надевам дека ќе ги убедиме во нашите аргументи. Господин Димитров, се залагате и за нов модел на плаќање на предонеси на сезонските работници, така наречен модел на дневни ваучери. Што би значило ова? И тоа е еден проект кој произлезе од проблемите, особено во земјоделството. Видите, во земјоделието во Македонија се ангажираат најмногу сезонски работници. И таму има и најмногу непријавени работници, да бидеме искрени. Дел од нив или користат некоја социјална помош, или работниците самите не сакаат да се пријават за да не скратат некое право што го користат од државата, но дел од тие случаи се и самите работодавачи во ваквата состојба, правдајќи се дека не можат да ги гарантираат тие работници кои ќе дојдат утредента, да речеме, на работното место, на нивата, на лозјето и така натаму. Така, молкум го кршат законот. Ние даваме можност на сите, наместо да ги пријавуваат работниците во агенција за вработување, начинот на плаќање на принос да биде со купување на некои слични на таксени марки, ваучери, купони, кои ќе гласат на еднодневни даноци и придонеси од плата. Значи, компанијата, работодавачот слободно ќе планира за оваа недела колку му треба такви ваучери, ги купува во надлежната финансиска институција, дали ќе биде тоа УЈП или било каде, и кога ќе дојде работникот на работа, за тој ден на неговиот договор му ја залепува ваучерот. На крајот на месецот ги собира сите ваучери и ги носи во УЈП, таму му се, или во агенција за вработување, на база на тие договори со ваучери му се регистрира стажот на осигурување на тој работник. И тоа функционира во Хрватска одлично и во некои други држави од Европска унија и се надеваме и кај нас ќе може да функционира. За да се стимулираат младите да не ја напуштаат Македонија, предлагат и државата да им ги врати на младите работници до 25 години уплатените придонеси и персоналниот данок. Има ли слух од некој од владата за ова ваше барање? Па, за жал, ние ова наше барање и овие идеи ги кажуваме во време кој нема кој да не слушне. Ние се спремаме, значи, со функционирање, почетокот на функционирање на новата влада, да излеземе со овие барања. Затоа што знаеме сега во овој момент и да ги поднесеме тие барања, тие ќе стојат во некоја фиока, ќе чекаат подобри времења. Но ние го користиме овој период да работиме на тоа.
да се консултираме со бизнис заедниците и да ги утврдиме овие барања. Во Македонија сите сме свесни дека еден од најголемите проблем е излезот на младите, особено едуцирани кадри надвор, некој вика излез на мозоци и така натаму. И тоа е страшна работа за Македонија. Најпрви затоа што во тие луѓе инвестирала оваа држава, тие факултети, тие школи коштат пари. Значи ние сме инвестирале, а благото од тие едуцирани млади луѓе ќе го собираат во Италија, во Германија, во Швајцарија, во Америка и така натаму. А второ, откако ќе ни се испразни државата, ќе имаме проблем и со странски инвестиции, затоа што странски инвеститори не може да дојдат во држава кај што не може да обезбедат доволно кадар, и ќе имаме проблеми со фондот за ПИОМ, кој и вака има проблеми огромни, ќе има уште поголеми. Значи старењето на нацијата, помалиот природен прираст е факт и во другите држави, не е само во Македонија. Ама ако на ова му се додаде излезот на младите луѓе од држава, тогаш не постои влада кој може да го спаси овој фонд за ПИОМ. Зборувам за првиот столб. Така да мораме не само да зборуваме и да предлагаме мерки. Значи една од мерките на тие особено да речеме оние луѓе кои сами со само вработување, ево да речеме агенција за вработување дава 4000 евра за почеток на собствен бизнис, но тоа се многу малку пари. Со тоа не можеме скоро во ниеден бизнис да му помогнеме да тој застане на своји нозе. Затоа му треба поддршка од државата првите 2-3 години од функционирањето на ваков начин. Дел од враќање на даноци и придонеси и така натаму. Дори имаме еден друг предлог за најслабо платените работници. Кој е предлог? Тоа се најслабо платените работници кои имаат плата помала или блиска на минималната плата, но е многу пониска од просечната плата за плаќање на придонеси. Така да тие луѓе во овој момент плаќаат, да ви кажам, стапка на придонеси во однос на нето платата од 48 до 54%. А другите плаќаат 42%. Предлогот наш е вака, да не излезе дека работодавачите сакаат да собираат масло од сета оваа работа, значи они да печелат. Работодавачите ќе ги доплаќаат придонеси како и досега, но УЈП со измена на софтверот за плаќање на придонесите, доплатите да ги враќа директно на сметка на работниците. Значи заедно со платата што ја следува и доплатите да ги враќа нив. Тоа е многу добар предлог затоа што државата нема да изгуби многу. Тоа не се многу пари, ама на многу изначат на овие најниско платени работни места и на тој начин ќе ги заштитиме тие луѓе кои влегуваат најчесто во сиромаштијата. Подготвувате некои други мерки за да се заштитат најслабо платените професии во Македонија, работниците? Па ова е баш таква мерка. Јас прв пат вчера ја кажав на состанокот со Меѓународна организација за труд и сите многу добро реагираа на таа мерка. Мораме да им помогнеме на најниско платените, затоа што со воведување на системот на рамен данок, ние ги стимулиравме странски инвеститори, ги инвестираме и домашни инвеститори, добија најдобро платените. Бидејќи немаме прогресивни ставки 15-18% и така натаму. Но замислете со воведување на бруто плата, ние храната и превоз на работниците ја ставивме во плата. И многу работници изгубија. Многу работодавачи тоа не го вметнаа внатре затоа што на тоа требаше да плаќаат даноци и придонеси. Значи, најниско платените, секоја анализа покажува дека најмногу се на удар од овие мерки. Сега мора да измислиме некои мерки на начин каде што ги заштитиме најниско платените. Една од мерките која што е воведена токму поради ваша иницијатива е К15 или популарно наречен регрес за годишен одмор. Се почитува ли ова обврска на работодавачите? Исплаќаат редовно К15 или има се уште враќање? Видите, К15 воведен со општиот колективен договор за стопанството, за приватниот сектор во Македонија и ние после првата година на имплементација на тој вид на надомест на работниците, имавме одредени замерки од некои компании кои имаат загуби, кои имаат блокирани сметки, кои не може да редовно да се исплаќаат платата или имаат кредит да се исплаќа плата, а требаше плюс да се задолжат за К15. Тогаш го ревидиравме заеднички, значи со консултација со Сојузот на синдикатите и оставивме можност за компаниите кои имаат такви финансиски потешкоти да исплатат помал износ. Помал износ подразбира и да не исплатат. Но се разбира тоа да биде да се седне на заедничка маса меѓу работодавачот и синдикатот или ако нема синдикат со представник на работниците, да се изнесат аргументите на маса и јас сум сигурен дека секој работник во Македонија, ако види дека компанијата навистина покажува загуба, нема да бара К15. Ќе биде среќен што редовно ќе добива платата. И сега имаме најразлични ситуации. Имаме ситуации кај што тоа не се исплаќа, но целта беше на тој начин и да воведеме еден вид на социјална соработка, разговор помеѓу двете заинтересирани страни. Затоа што ако некогаш во Македонија работниците одлучувале за се,
преку работничките совети. Тоа не значи сега ако капиталот управува па работници за ништо не се прашат. За клучните прашања од работењето на компанијата, за обстанокот на компанијата, за големите реформи во компанијата, инвестиции, треба сепак и да се информираат и работниците. Ова е само мал почеток со К15 да ги натераме да малку поинаку да размислуваат сите. Денеска Државниот завод за статистика треба да ја објави стапката на невработеност. Очекувате да се намалува со оглед на политичката криза нели која што траеше, меѓутоа свесни сме дека имаше голем влез на странски компании и сите овие мерки од владата придонесоа да се намалува невработеноста во Македонија. Факт е дека во Македонија стапката на невработени падна и тоа драстично падна. Но исто така факт е дека стапката на вработени расте просечно 2 до 2,5% помалку него што паѓа стапката на невработени. И тоа не е само резултат на да речеме што се бришат овие што не се во агенција за вработување и пријавуваат редовно, туку и анкетата на работна сила од Завод за статистика покажува таква разлика. Јас мислам дека овде еден од моментите кои ни дава нејасни податоци е активното население во Македонија. Затоа што во Македонија стапката на активно население скоро постојано е иста. Значи, активноста се задржува на исто ниво, вработеноста расте помалку, а невработените поваѓаат помалку. За да имаме реални такви стапки, ни треба попис. Ние во Македонија немаме податок за колку млади не напуштиле државата. Замислете ако реално од таа стапка на активно население 250.000 луѓе не се тука. Тогаш кога ги пресметате поново бројките ќе видите дека стапката на невработеност во Македонија уште помала и од ова, сигурно испод 20%. Значи за да ги имаме, да направиме добра анализа, да предложиме добри мерки, ни требаат цврсти податоци, а без попис не можеме такви цврсти податоци да имаме. Значи овие податоци треба да бидат основа за креирање на идната макроекономска политика на државата и другите посебни политики. Се соочува ли Македонија со недостиг на квалификуван кадар? Па Македонија, јас би рекол, не се чувствува толку недостиг на квалификуван кадар, колку што се чувствува недостиг на општи работници. Значи работници со средно стручно образование, особено работници занаетчи кои треба да имаат одредени познавања, но не е толку да треба да имаат завршен факултет. Значи, еден од проблемите на пазарно трудот во Македонија што полека се менува структурата на невработените, ако порано неквалификуваните биле најмногу и со средно стручно образование, сега имаме многу дипломирани луѓе кои бараат работа, имаме и магистри, над 800 луѓе кои бараат работа, имаме чак и доктори на науки кои никогаш не работеле во Македонија. Тоа значи дека мораме нешто да менуваме во системот за образование. Не може секој да запише факултет. Мораме да имаме систем на кариера, кариерно насочување уште во основно образование. Да се види кои ученици треба да се упатуваат на средни стручни занимања, кои му се ите како потребни на стопанството, а кои ученици на висина треба да идат на факултет. Вака сите на факултет и потоа да одиме во Италија да береме јабуки со таа диплома од факултет, тоа не е решение на државата. Моето последно прашање до вас, господине Димитров, е што очекувате, како да се радмине кризата и што доколку ова статус во ситуација се задржи до крајот на годината? Па знаете, јас се надевам дека ќе се реши тој статус кво, бидејќи како што спомнав, тоа е на штета на сите, на целата наша држава, особено поради она што го објасни дека ние немаме професионална и стручна администрација која може сама да си ја тера работа. Кај нас ако немаме министер, заменик министер, реално тешко идат работите. Се надевам дека пак разумот ќе надвладее, особено лидерите на политичките партии. Ние за жал во Македонија учеството на политички партии е огромно во општествениот живот на државата, тако и системот. Би требало во иднина да работиме на тоа да влијанието на политичките партии да се намали, да се зголеми влијанието на граѓаните, на граѓанскиот сектор, на бизнисот, така да затоа што во Македонија ова може, знаете, да трае и 20-30 години. Ако имаме често пати такви резултати на изборите каде никој нема превласт, не може повеќе да формира, а во ваква состојба оваа агонија може да трае многу долго. Затоа мора да нешто да превземе, да воведеме Македонија да биде една изборна единица, каде не може толку една или две партии да бидат важни, да се даде важност и на помалите партии и да намалиме влијанието на политичките партии. Јас веднаш би го намалил, веднаш би ставил 50% од пратениците да бидат граѓани, а не од политичките партии. На тој начин контролата на парламентот ќе биде другачија и политичките партии ќе изгубат малку од влијанието. На тој начин ние ќе станеме подемократско општество. Ова вака што ни се случува сега во овој момент е многу лоша состојба.
Господин Димитров, јас ви благодарам што издвоите време и бевте гостин во Радио Слободна Македонија. Ви благодарам јас. По кратката музичка пауза ќе ги слушнете и најважните економски настани недела. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ве информирам и за најважните економски настани оваа недела. Следната година стапуваат на сила нови, многу поригорозни правила за работа на индустриските капацитети, кои се однесуваат на заштита на животната средина. Надлежните не знаат колку ќе чини имплементацијата на новите стандарди. Дел од македонските компании пак едва и успеваат да ги воведат и постоечките. Првата компонента се однесува на економското влијание од транспонирање и спроведување на оваа директива, додека пак втората компонента е она на која што ние сега моментално се фокусираме, а тоа е самото законодавство за спроведување на оваа европска легислатива тука во вашата земја. Земјоделците се уште не ги добиле субвенциите заради законот за избори. Техничката влада расправа за измени во законот со цел да се овозможи и земјоделците да си ги добијат парите пред пролетната сејдба, но се ќе зависи од претениците. И да се донесат измени во законот, тие ќе мора да поминат низ собраниска процедура. Собранието на Република Македонија треба да се конституира, значи изберено е, тоа може денес, може утре, може после 3 месеца, не знам како ќе се конституира, тоа не е во наша надлежност, но ние значи овие измени на законот треба да го направи новото собрание на Република Македонија. Па ако се измени законот, не автоматски кој ќе го измени законот со влегување во службен език, ние ќе почнеме да се содат услови да ги исплаќаме средствата. Политичката криза влијае и врз индустријата. Статистиката објави дека почетокот на годината почна со пад на производството од 2,6%. Експертите одамна алармираа и бараа брза разрешница на кризата за нормално функционирање на бизнисот. Очекуваат дека последиците ќе бидат уште поголеми во иднина. Има повеќе индикатори кои велат дека Република Македонија не ги искористила своите капацитети, дека има така наречени латентни, скриени способности кои ќе дојдат до израз тогаш, мислам поефектно тогаш кога политичката криза дефинитивно ќе остане зад нас и на база на тоа ја проектира таа стапка од преку 3% за пораст на БДП во следната година. Рече се половина од граѓаните даночни обврзници или околу 200.000 се уште не поднеле годишна даночна пријава. Рокот истекува на 15 март. Секој граѓанин кој лајни покрај плата или пензија остварили дополнителен приход има обврска истиот да го пријави. Во спротивно се соочува со парични казни. Праксата се повторува и во последните 10 дена се поднесуваат најголемиот број на годишни даночни пријави. Преку даноци може да поднесат сите оние физички лица кои што имаат дигитален сертификат. Според нашите податоци, таков дигитален сертификат имаат некаде околу 14.000 физички лица. Ретко кој ги чита ревизорските извештаи, а уште поретко е да постапува по укажаните препораки како да се трошат јавните пари. Од Центарот за економски анализи, наредниот период ќе утврдуваат колку претениците во собранието ги анализираат и колку има доверба во ревизорите. Не може државен завод за ревизија и ревизорот за извештајот да биде покренато обвинение или обвинение против него, или тој да биде повикан на некаква одговорност. Ова е суптилен притисок на директор на институција кој што добил насоки и препораки како треба да постапи од Државниот завод за ревизија. Обврска на државниот ревизор е да даде оценка за јас обично имам обичај да кажам за точноста на бројките внесени во финансиските извештаи. Парното грејење може да поевтини до 25% ако бројот на корисници продолжи да расте. Од компанијата велат дека за една година имале на 2250 барања за нови приклучоци. Ако се задржи ова темпо, цената на парното може да се намалува. Според досегашните анализи, централното грејење е најоптимален начин на затоплување на домот, а и најмалку ја загадува околината. Се постигнуваат максимални енергетски, финансиски ефекти. Реков финансиски, тоа значи дека ќе има шанса да придонесе да се намалува цената за снабдување со топлинска енергија. За исто работно место жените во просек земаат за над 12% пониска плата отколку мажите. Истражувањата покажале дека жените многу потешко доаѓаат до работа. Разликите мора да се надминат, јазот во платите да се изедначи. Ова е пораката патена на меѓународниот ден на жената 8 март. Кога ќе земеме предвид одредени карактеристики, видливи карактеристики, образование, стаж, искуство, во тој случај јазот се зголемува и до 17%,
а кај одредени категории на ниско образовано население, јазот се зголемува и до 28%. Да се отворат поголем број на градинки, каде што жената ќе може да го згрижи незиното дете и ќе може да си дозволи да оди на работа, затоа што се уште жените кај нас традиционално се тие кои што се грижат за домаќинството и кои што ги одгледуваат децата. Втора серија на мерки кои што би можеле жената да ја поттикнат е флексибилни работни часови. Таа ќе биде попродуктивна на работното место доколку може својот работен ангажман да го прилагоди на потребите и на семејните обврски. Околу 1200 невработени лица сакаат да почнат собствен бизнис. Огромен интересот за мерките со кои државата им помага на невработените да дојдат до работно место. Тие сакаат да учествуваат во нив и да добијат соодветна обука и работа. Вкупно 35 апликации има и за поволните кредити кои ги нуди Агенцијата за вработување. 17 апликации се од млади лица до 29 години кои што можат да бидат поддржани со најмногу 23.000 евра кредит кој што се враќа со поволна каматна стапка од 1%. И исто така имаме апликации од правни лица кои што бараат 13 лица да вработат преку мерката кредитирање на правни лица. Странска инвестиција добавувач на белгиски Ванху успешно ги користи мерките за вработување нови лица. До сега со поволностите од државата има вработено 11 работници. Пред 2 години почнавме овде со само 6 вработени. Сега имаме 43 вработени лица со помош на владата. Планираме да продолжиме со проширување на тимот до 200 вработени во следните 5 години на поголема локација. Овде завршува емисијата Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 9 март со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Едине Вучков техничка реализација. Нови содржини ви најавувам за следниот четврток во истиот термин. Имајте убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.